Во Економски лидер разговараме со Васко Ефтов, директор на телевизија Алфа, долгогодишен новинар, автор на култната емисија Во центар. Во Алфа веќе можеме да ги погледнеме резултатите, тука околу нас. Ова интервју го правиме во вашата телевизија, но некако на гледачите им фали вашата емисија. Кога почнува Во центар повторно и што ќе гледаме во наредната сезона? Идната недела ќе почнеме, денес е 7, значи нека на 14 октомври ќе почне новата сезона Во центар, ќе има 40 емисии и здравие Боже, кога ќе почнеме октомври, завршуваме некаде почетокот на јули. Вообичаено е крајот на септември, почетокот на октомври, како што велам јас, после сезоната на зимници, тогаш почнуваме со емисијата Во центар. Ова година сезоната на зимници се погоди и се поклопи со денот на референдумот, така што работев на денот на референдумот, имавме една емисија или една моја анализа во рамки на референдумската вечер. После ова интервју ќе репризираме или ќе пуштиме таа секвенца или тоа интервју или таа моја анализа, така што вечерва ќе може да погледнат некаде 50-60 минути две интервјуа со мене, а веќе од наредната недела ќе се од емисијата Во центар. Може ли да очекуваме малку пат на вашата емисија, пошто вие сте сега ангажирани, ова е сериозен предизвик кој го завземавте, нели? Да водите ваква телевизија, да ја кренете од нула. Нема да трпи? Не. Емисијата Во центар е нешто што го има обележено мојот живот и може би сум спремен да правам компромиси во однос на сите прашања во животот, посебно професионалниот, само во однос на емисијата Во центар не. Емисијата Во центар ќе биде или 110% подобра или добра, или нема да биде. Значи, или ќе биде подобра од лани, или нема да ја снимам. А бидејќи не планирам да престанам со снимање, ќе треба да биде подобра од лани. Да почнеме од најважното. Прашањето кое ги тишти сите. Може ли да очекуваме предвремени парламентарни избори? Против, јас очекував дека во вторникот или во средата Заев ќе распише предвремени избори. И реално сум изненаден дека Заев не распиша предвремени избори во вторникот или во средата. Мислите се плаши? Не знам дали се плаши, меѓутоа ако вие анализирате политичката кариера на Заев, он има две пресвртни точки, тоа е 2011 година и 2013 година. 2011 година тој убедливо поразен како носител на листа во 4-та изборна единица и поднесува оставка на функцијата потпредседател во СДСМ, после се премислува и се враќа. Продолжува да биде дел од тогашниот тим на Бранко Царенковски и кога беа оние избори внатрешни во СДСМ, тоа е 2013 година, во еден момент Зоран Заев се повлекува од трката за председател на СДСМ, најавува повлекување, оди Радмила Шекеринска во Струмица, го убедува и потом се враќа во трката и победува на изборите во рамки на СДСМ. Што значи дека Зоран Заев во такви критични моменти знае да покаже одредена малодушност и подоцна да ја скрие таа малодушност, прави одредени храбри чекори. Сите кои гледа референдумската вечер, а и после референдумската вечер, може да приметат одредена малодушност во погледот, во гримасите, во гестикулациите, во политичкиот речник на Зоран Заев и кога Зоран Заев ќе се почувствува дека луѓето веќе разбира дека покажува малодушност, прави одредени, ајде да речеме, храбри чекори. Оди од екстрем во екстрем. Оди од екстрем во екстрем. Јас очекував дека ќе распише предвремени избори, значи нешто се случи поради кој тој не ги распиша предвремените избори, значи некој го има него разубедено. Нашиот портал беше избрифиран од високи функционери на СДСМ дека на референдумската вечер господинот Заев во даден момент на своите соработници им кажал дека поднесува оставка од својата функција, дека сака да поднесе оставка. Дел од јавноста во Македонија ова го прокоментира како условно кажано шпекулација. Можно ли е да е вистина? Јас ги немам тие информации. Меѓутоа, знаете, ако немате информации, би било глупо да отфрлите или не знам да прифатите дел од информации. Според тоа што ги имам кои информации, значи врвот на СДСМ, освен што има закупено простор во хотелот Александар Палас, има и закупено салата Борис Трајковски, може точно, може не е точно, кај што после референдумската вечера, мислам дека и други ден, имат состаноци на највисокото раководство, значи дека самото претставителство, пратениците, градоначалниците, коалиционите партнери, така натаму и така натаму. Мислам дека тука Зоран Заев нема поднесена оставка, туку има најавено дека има чистки во партијата. Ова е тежок пораз на СДСМ, они очекува многу поголема бројка, они реално беа изненадени од таа бројка, од ниската бројка на излезени гласачи и ниската бројка на доверба која им беше дадена. Реално колку македонци гласаа според вашите анализи? Зборуваме за етнички македонци. Етнички македонци. Ако е бројката 660.000, ако тука ставиме турци, ако ставиме роми, нели,
ние само албанците ги броиме, и ако ги ставиме албанците, тогаш таа бројка не би можела да биде повеќе од некои 300.000, 300 и нешто илјади. Ако одиме во некои екстремни мерења, дури може да падне под 300.000, меѓутоа тоа е таа некоја бројка. Па тоа е најслабната бројка која СДСМ било кога во нивната историја на постоење ја извадиле. Радмила Шекерински има многу поголем капацитет за слаби бројки. Она имала околу 220.000. Најслаби бројки има Љубомир Фрчковски, околу 205-210.000 на претседателските избори 2009 година. Така што СДСМ, Радмила Шекерински и Владо Бучковски имал 240.000. Тоа се трите најлоши резултати во историјата на СДСМ. СДСМ од прилика веќе можеме да видиме како функционира и како ќе постапи, но што е со ВМРО ДПМН? Тие одлучија на пред референдумот да играат ниту риба, ниту девојка, да им дозволат на сите нивни членови и симпатизери сами да одлучат како ќе постапат, но на денот на референдумот највисоките функционери на оваа политичка партија одлучија да не излезат на гласање. Потоа ВМРО ДПМН во периодот после тоа настапува прилично триумфално кога се однесува за овој референдум. Дали ВМРО ДПМН беше главниот инспиратор на овој слаб резултат или ВМРО ДПМН само насети дека ќе се случи оваа мала излезност и се возеше на бранот кој беше создаден од македонскиот народ, а не од ВМРО ДПМН? Тоа е веќе секундарно прашање. Секоја политичка партија го слуша гласот на народот и функционира врз база на тоа што народот им го испраќа како пораки. Вие треба да видите, што ја знам, самоубиствена партија која не го слуша гласот на народот, бидејќи суштината на политиката е вие да го слушате народот, да пробате да го артикулирате мислењето на народот и да пробате да спечалите на тоа мислење на народот. Значи малку само ќе ве дополнам. Значи 2 дена после референдумската вечер ВМРО ДПМН има седници на извршниот комитет и седници на централниот комитет. Мислам дека така се викат нивните највисоки партиски тела. И една од одлуките е разрешување на помошникот организационен секретар господинот Богоевски. Пеце Богоевски, кој повикуваше на гласање на референдумот и повикуваше гласање против прашањето што беше поставено на референдумот. Тоа значи дека ВМРО ДПМН се подготвува за предвремени избори и тоа значи дека на тие предвремени избори ВМРО ДПМН ќе води ултранационалистичка кампања. Бидејќи зошто вие би го исклучиле Богоевски од врвот на партиското раководство, ако не сте спремни да водите ултранационалистичка кампања. И тука нели доаѓаме до прашањето зошто ВМРО би водела ултранационалистичка кампања? За да победи веројатно. Да победи или да оневозможи да се формира двотретинско мнозинство од страна на СДСМ. СДСМ може да формира двотретинско мнозинство во парламентот, тоа е едната приказна, и втората приказна се обиде да формира двотретинско мнозинство на некои предвремени парламентарни избори. Ако имаме 120 мандати, ако СДСМ оди во коалиција со ДУИ, тогаш те би можеле да добијат евентуално еден мандат во диаспората, меѓутоа да има еден мандат во диаспората стана 121 пратеник, тогаш веќе мнозинството двотретинско не 80, туку 81. Значи ние ќе ги анализираме во овој интервју кратко двете можности, СДСМ доди сам на избори и СДСМ доди на избори во коалиција со партијата ДУИ и со останатите партии, нели, во тој блок за Европска Македонија. Алијанса на албанците веќе тоа го одби. Го одби, прогласи дека неуспешен референдумот. Партијата на Билал Касами ево одредени комуникации и контакти со партијата Алијансата на албанците. Има навестување дека Зиедин Села и Билал Касами би можеле заеднички додат на предвремени парламентарни избори. Во најлошите математики за Зиедин Села и за Билал Касами тие би освоили некаде 6 до 7 пратеници, значи освен во услови на екстремно лажирање, екстремно фалсификување. Значи говориме за некое разумно фалсификување на изборите, значи Зиедин Села и Билал Касами би тежеле некаде околу 7 пратеници, тоа значи дека од 120 паѓаме на 113 пратеници. Тогаш вие за да можете да имате двотретинско мнозинство, односно да имате 80 пратеници, треба ВМРО да го сведите на 33 пратеници. Во сегашна конјунктура, со ваква излезност или неизлезност на референдумот, со вакви резултати на референдумот, тоа треба да биде тешка касапана за ВМРО да го сведите на 33 пратеници. Што значи дека СДСМ и може да излези во коалиција со ДУИ, заеднички, со одредена предизборна коалиција на предвремени парламентарни избори, меѓутоа тоа ќе биде лебедова песна на СДСМ. Знаете, има една птица во наводници самоубица во Австралија, по неја е снимена серијата Птиците умираат пејки. Она во нагон на самоубиствен некој инстинкт се набодува на трнче
Ја пее најубавата песма, еднаш пропеува во својот живот. Ја пее најубавата песма, бидејќи еднаш пропеува. Тоа велат тие што слушале некоја божествена мелодија и умира. Која е божествената мелодија на Зоран Заев и СДСМ? Коалиција Судуи. Коалиција Судуи, тоа е стравична работа. Дуј ке се плаши од една работа, тоа е да не се претопи во СДСМ, бидејќи Дуј едва и со тиранската платформа се измахна и успеа да се спаси од тој квантум на гласови 2016 година кој СДСМ им го зема и им влезе во нивниот политички терен. Значи тоа е клучната опасност за Дуј да не се стопи со СДСМ и Дуј ќе направи све да не се стопи со СДСМ. Тоа значи дека таа предизборна коалиција ќе распра за тирански платформи, за двојазичност, за влез на Македонија во ЕУ НАТО, ќе распра за се и се што и Зоран Заев веројатно ќе биде коптици помират пејки. Можеби ќе може да победи, но тоа ќе биде последната политичка песма на Зоран Заев, метафорички кажано, нели, да не разберат гледачите дека кажуваме нешто што ова е класично метафорички кажано. Но господин Ефтов, свативме дека меѓународната заедница не беше баш толку пријатно изненадена од бойкотот на ВМРО Беше непријатно изненадена. Следува еден чуден период во кој гледаме дека се почесто партијата на Меркел, да речеме, даде изјава дека пратениците на ВМРО ДПМН во собрание треба да го поддржат овој договор. Дали е можно да очекуваме меѓународна изолација на ВМРО ДПМН поради ова која вие ја нарекувате националистичка реторика која тие ќе ја донесат на наредните избори? Тука е она што нели јавноста е прилично заинтересирана. Дали ВМРО ДПМН е било кога повторно може да се врати во прегратките на меѓународната заедница? Господината Меркел дојде во Македонија и имаше резултат на изборите 660.000 гласови. Ајде да го анализираме тој факт. Значи, вие носите најмокната жена или најмокната политичка фигура во Европа да дојде на референдумот во Република Македонија, да агитира на референдумот во Република Македонија и на тој референдум има 606 или 666.000 гласови. Ова не е понижување за Зоран Заев. Зоран Заев е понижен на референдумот, меѓутоа ова е стравично понижување за целата меѓународна заедница, знаете. И тоа понижување таа можеби нема да може да им го прости на ВМРО ДПМН, но многу повеќе нема да може да им го прости на Зоран Заев и на својата дипломатска структура во рамки на Република Македонија. Видите, ако вие најмокната жена во Европа ја донесете во Македонија, тоа значи дека вие не и гарантирате дека референдумот ќе биде успешен. Бидејќи референдумот е неуспешен, тоа значи дека Ангела Меркел добила погрешни проценки, добила погрешни анализи и добила погрешно убедување од Република Македонија. Тие погрешни проценки, анализи и убедувања може да ги даде или амбасадата на Сојузна Република Германија во Македонија, или да ги даде владата на Република Македонија. Но кој да ги има дадено? Некој има излажена Ангела Меркел и има излажено целата таа меѓународна структура која дојде во Република Македонија, го има излажено и подпредседателот на Соединетите американски држави господин Пенс. Сите тие дојдоа во Република Македонија. Тие не дојдоа во Република Македонија да бидат понижени, тие дојдоа во Република Македонија да бидат победници. Значи некој нив им гарантираше дека излезноста ќе биде 50+1, дека референдумот ќе биде успешен и тоа не се случува, господин Златар. Видите, сега има две можности. Значи ако ги трнеме ВМРО и СДСМ на страна, меѓународната заедница да влезе во менување на своите амбасадори и тоа да е долг и тежок политички процес и тоа да бара несилни политички коалицирања дали во Германија, дали во Америка, дали во некои други мокни држави, или да пратат специјални представници во Република Македонија. Ние имавме во две ситуации. Гувернери. Па ние имавме две такви ситуации. Едната е 2001 година, кога американците пратија свој специјален представник, тој господинот Пердју, во присуство на амбасадорот, мислам дека беше господинот Тајник, и пратија французите. Исто име германци, тој беше господинот Јерхајф, кој беше претходно амбасадор, последен амбасадор на Германија при распадот на СФР Југославија, тој беше како представник на НАТО. Значи 2001 година трите најмокни држави во Европа и во светот пратија свои специјални представници: Франција, Германија и Велика Британија, ако не се лажам, кога Никола Груевски одбива после две пролонгирања на парламентарните избори 2016 година. И рече дека ќе го продолжи мандатот до крајот. Имаше специјален представник, мислам дека беше амбасадорот од Австрија, германскиот амбасадор од Австрија, ако не се лажам. И тогаш беше убеден Никола Груевски да излезе на изборите на 11 декември 2016 година. Јас очекувам дека странците сега ќе пратат свои специјални представници во Република Македонија, кои ќе се обидат да излезат од целиот овој срам кој им го наметна Зоран Заев. Не бите на Зоран Заев. Треба срамот на меѓународната заедница да биде тука архивиран и да биде исчистен. За да го покрие меѓународната заедница својот срам,
ќе му даде ли на Зоран Заев можеби одврзани раце да направи една касапана, како што вие рековте, на тие наредни избори кои ќе дојдат, и на таков начин, со еден брутален фалсификат, кој во голема мера го видовме и на овој референдум, да успее да освои 81 пратеник. На овој референдум немаше касапана од утринските часови. Тоа се случи дури после 16-17 часот вечерта. 15, 16, 17 часот вечерта. Така да овие избори и не може да се дефинират без разлика ВМРО што вика дека е тешка касапана. ВМРО прави влез во следните парламентарни предвремени или председателски избори. Тоа е џокерот кој го вади. Тоа е џокерот кој го вади, веројатно се фатени во одредени средини кои што се Саре, Кондово и така натаму и така натаму. Ако има предвремени избори, полнењето на кутиите ќе биде дозволено во 8 сат на Сабајле. Нема да се чека 13 или 14 или 15 часот. И како може ова да се спречи? Па видите, се ќе дадат на две варијанти. Едната варијанта е 2/3 во парламент и специјалните представници веројатно прво ќе се обидат да направат да има 2/3 во парламент, и затоа е ова веројатно пролонгирање. Јас очекував велам вторник, среда Зоран Заев да ја најавеше, да ги најавеше тие предвремени, да ги распишеше тие предвремени избори, и втората варијанта е да се оди на предвремени избори. Тие предвремени избори ќе лебедова песма на Зоран Заев. Тоа подоцна влагаме во една политичка разврска, кај што ќе имаме серија на избори, председателски избори, па нови предвремени избори и доаѓање на ВМРО ДПМН на власт. Доколку ВМРО ДПМН на овие избори успее да не дозволи да има 81 пратеник, или пак да се случи некоја чудна математика и на крај да успее да формира влада. Каква ќе биде тогаш судбината на Преспанскиот договор, но и на целиот овој процес кој ние го гледаме сега практично неговиот финиш. Ако анализираме ова, веројатно е почнато негде од 2015 со почетокот на тие бомби. Преспански процес више не постои. Од неделата, од минатата недела од 22 часот или 23 часот, кога веќе ги имавме видено резултатите, веќе не постои преспански процес. Може да постои преспански процес 2, кој е надграда на тој преспански процес, но тој процес не постои. Значи ние имаме мртовец и неговите роднини не сакаат да признаат дека тој умрел. Тука веќе се небитни СДСМ и ВМРО. Реално да збориме. Тука е битен македонскиот народ. Значи македонскиот народ покажа одредена зрелост која покажува секоја своја историска фаза. И тоа веќе не е случајност кај македонскиот народ. Секој, значи македонскиот народ значи нели сите веле тој е мал, никаков народ, народ кој нема државотворен капацитет. Во неделата вечер или во текот на неделата, на 29 септември, се покаже дека македонскиот народ, односно 30 септември, се покаже дека македонскиот народ е исклучително државотворен народ. И македонскиот народ покажа дека се сака својата Република Македонија. Ја спаси без да направи ништо, седејќи дома. Ја спаси длабоко размислувајќи за еднината на Република Македонија. И ако дозволите малку да се нашалиме, македонскиот народ е единствен народ во светот кој сега може да се фали дека им има кажано не и дека под понижувачки услови не сакал да влезе 48-49 година во Варшавскиот пакт со Русија, а не сакал 2018 година под понижувачки услови да влезе во НАТО пактот. Значи македонскиот народ им има кажано големо не на двете најмокни војни структури во светот. Може би се точни оние антикомански приказни од времето на ВМРО ДПМН. Не знам. Меѓутоа има една работа која треба да анализираме. Вие се сеќавате на Бадентеровата комисија 91 година. Так. Таа Бадентерова комисија правеше извештај за дисолуцијата на поранешна СФР Југославија. Во таа Бадентерова комисија членува 5 председатели на уставни судови на најмокните држави во Европа. Председател беше господинот Бадентер, долгогодишен председател на Уставниот суд на Република Франција, значи најмокниот правник во Република Франција, и таа Бадентерова комисија носи две одлуки, дека само Република Словенија и Република Македонија ги исполнуваат сите услови да бидат прогласени како независни држави. Знаете што е клучната работа која ја исполнува Република Македонија? Својата одлука за независност ја носи на референдум. За разлика од Република Хрватска, која својата одлука за независност ја носи со гласање во парламентот, Република Македонија својата одлука за независност ја носи со гласање на референдум. На тој референдум гласа 1.130.000 отприлика, 132-133.000. Значи гласа некаде околу 500.000 или 400.000 повеќе него што гласа нови референдум. Таа одлука и ден денес е во сила, за да вие таа одлука ја архивирате, со која Македонија прогласи својата независност. Да ја поништите. Треба да имате нов референдум кој во најмала рака ќе има исти резултат кој што имаше 91 година. Таа Бадентерова комисија нас ни покаже дека тој референдум е камен темелник на македонската независност. И се дека тој референдум е на сила, а после неделата не само што е на сила,
тука е светна, знаете колку светнувате нешто златно дома што чувате. Во гланцете го правите и живате. Значи, тој референдум е најсветото нешто во македонската историја. Седека нема нов референдум. Тој референдум покажа дека Република Македонија има име Република Македонија. Тој име не може да биде сменето ако некој не извади на улици на гласачки места повеќе од 1,130.000 гласови во Република Македонија. Јас ќе посочам еден историски пример сега. Во 1918 година во Црнагора имало референдум дали да се оди во сојуз со Србија или да се оди во конфедерација со Србија. Дали земјата да се претопи во Србија или да биде независна во конфедерација со Србија. Тие што гласале со бели ливчиња ги викаат биелаши, а тие кои гласале со зелени ги викаат зеленаши. Зеленашите биле за независност. Но од тогаш па наваму во Црнагора си има создадено благодарение на тој референдум една поделеност, па од еден народ да се создадат две етнички групи. Па така денес ако отидеме таму можеме да видиме луѓе кои ќе ви се декларираат како срби и луѓе кои ќе ви се декларираат како црногорци. Во Република Македонија на овој референдум власта сакаше да создаде една реторика на поделба, каде што не делеа на македонци и на европејци. Дали можеме ние по црногорскиот пример да очекуваме трајни поделби во нашето општество кои ќе се рефлектираат можеби за 100 години како што се рефлектираат во последните 25 години во Црнагора? Не само ова власт. Во изминатите неколку века се обидува да го поделат македонскиот народ. На многу подраматични поделби. Дали сме бугари, дали сме грци или сме срби, и тоа не се успело да се направи. Еден крупен дел на македонскиот народ ја прави Република Македонија, го формира македонскиот литературен јазик, ја прави кодификацијата и ги прави сите елементи на современа држава. Значи, тие поделби во Република Македонија се драматично поминати. Значи, сите обиди кои се прават сега ќе бидат фрлени на буништото на историјата. Само треба да бидеме паметни и да бидеме трпеливи. Има ли обединувачки фактор? Да, апсолутно. Власта сега водеше, видите, ако не беше референдумот, Зоран Заев ќе беше и пред референдумот политички мртов со серијата на афери кои беа извадени, дали фондот за иновации, дали аферите кои се вадеа преку вашиот портал, дали аферите кои се вадеа преку телевизија Алфа, дали аферите кои се вадеа преку други опозицијски или провладени медиуми. На пресконференции на партиите. Значи, рейтингот на власта беше во една драматична надолна линија. Само референдумот и мобилизацијата околу референдумот и поддршката и помошта на меѓународната заедница во овие изминати 3 или 4 месеци го оставија во седлото или во трка Зоран Заев. Значи да не беше референдумот, Зоран Заев веќе ќе имаше драматичен надолен тренд во својот рейтинг и во својата политичка кариера. И те изиграа на карта дека ова е последна шанса на Република Македонија, дека нема да имаме друга шанса во својата историја, дека ако не искористиме оваа шанса, ние ќе пропаднеме како држава. И на таква реторика и на таква стратегија Република Македонија во неделата не излезе да гласа. Им кажа не, огромно не, на целата таа стратегија и на целата таа политика. Што тоа значи? Вие може да силувате волја на граѓаните. Јас постојано велам, ако е ова хунта, а претходно бил режим, нели? А режимот е веќе лански снег, бидејќи ние говориме за тоа што е актуелно, за режимот сме го анализирале тогаш кога бил режим, ако ова хунта не постои во светската историја, хунта која не силувала волја на своји граѓани. Значи, за да биде хунта во вистинска смисла на зборот, Зоран Заев мора барем еднаш еклатантно да ја силува волјата на македонските граѓани. Тоа да го направи или во парламентот за 2/3, да го направи или на драматично фалсификувани предвремени парламентарни избори. Дали после овој неуспех на референдумот можеме да очекуваме дека ќе се случи драстично поместување во македонската политичка сцена, кога се ова ќе заврши? Дали ВМРО ДПМН ќе остане ВМРО ДПМН и дали СДСМ ќе остане СДСМ, или ќе дојдат некои нови партии, нови ликови кои веќе се во зародиш, кои можеме да ги видиме, или сепак најголемиот политички капацитет во број на гласови ќе остане кај СДСМ и ВМРО ДПМН? Ово се стожерни партии во Република Македонија. Значи партии кои постојат и функционираат па дури пред нивното формирање. Знаете, формирањето на ВМРО 1893 година сепак предходела одредена потреба тоа да биде направено. И формирањето на СДСМ како наследничка на Комунистичка партија на Македонија, која е формирана март 1943 година во Тетово, значи символички избран градот Тетово, за да не се дозволи таа поделба на Македонија на два дела,
разбаза на тој договор Тодор Александров Хасан Приштина, што е направена. Значи и пред формирањето 43 година на Комунистичка партија на Македонија, односно денешно СДСМ, постојала потреба за формирање на таква партија. Значи може да се формираат други партии, но да се стожерни партии во Република Македонија. Тие стожерни партии знаат во одредени критички историски моменти да делуваат, како се вели, хируршки прецизно. Да ги остварнуваат тие тела или елементи во тие партии кои можат да им наштетат на нивниот континуитет. Значи тие партии се нешто што постои во Република Македонија повеќе од 7. Па како имунолошкиот систем на СДСМ го прифати Зоран Заев тогаш? Има слаби моменти кај што паѓа имунитетот на секој организам. Ели гледате, и кај мене си има појавено мало хрепешче, значи во оден момент, колку и да сум силен, колку да ми е имунолошкиот систем силен, се случат одредени работи кои го нарушуваат имунолошкиот систем. Постои витаминска терапија за СДСМ? И видите, што е 3 или 4 години, или 5 години, или 6 години во векот на трајање на одредени стожерни Од 45-та, организации. кога постои, нели? Генерално. Видите, ви имавте интервју со Људмил Спасов, Да, кај што тој го брани овој договор во Преспа. да. Кај што тој всушност го брани негирањето на Блаже Коневски. Неговиот учител. Тој човек, Људмил Спасов, ја држи катедрата на Блаже Коневски. Бил асистент него. Ментор му бил Блаже Коневски. Значи тие луѓе се подготвени да направат све, да дојдат и да останат на власт. И во таква структура ви имате здрави елементи. На крајот секоја здравите елементи ги поразуваат болните елементи или елементите кои имат пат на имунолошкиот систем. Значи сметате дека има потенцијал во СДСМ во наредните години да се случат и тамо одредени реформи? Двете партии ќе останат. Ќе има други партии и добро да се појават други партии, тоа се двете стожерни партии кои ќе зависи иднината на Република Македонија. СДСМ не ја заврши реформата. Види догаѓањето на Зоран Заев на чело на СДСМ не беше природен тек. Значи не беше природен тек на нараствање или делување на СДСМ, туку беше, сега гледаме едно наметнато решение кој требаше да спроведе одредена операција, кој требаше да се нарече Преспански договор. Тој Преспански договор е завршен. Сега влагаме во фаза Преспански договор 2 и то, видите, премногу СДСМ и ВМРО ги потенцирате. Ја мислам дека треба македонскиот народ да му одадеме признање и да му речеме да, ти македонски народе, кај што ја и вие сме представници или дел на тој народ, си голем народ и во клучни историски моменти знаеш да носиш вистински одлуки. Ниеден народ на Балканот не може да се пофали со таква одлучност кој македонскиот народ во клучни историски моменти. И видите, сум горд со македонскиот народ и во ваква некој расположение ме начекувате, кај што ми е вистина небитно да зборам за СДСМ и за ВМРО, бидејќи мислам дека ова е многу повеќе поголемо и од нив. Да, дури јас ќе си дозволам да кажам дека ова што се случи на 30 септември за мене има многу поголемо значење од тоа што се случи на 8 септември 1991 година. Дали можеби албанскиот народ во Република Македонија на овој референдум покажа дека и тие не се нешто многу заинтересирани за промена на името. Затоа што доколку ја гледавме... Не се заинтересирани, но толку се. Значи не се во Македонија? Па да, тие се сели на Македонија, не треба да направиме разлика помеѓу книга на државјанства и пописни резултати. Значи вие може да сте родени во Македонија, вие може да имате и државјанство во Република Македонија, вие може врз база на тоа државјанство да гласате на избори, но ако на попис не сте присутни една година во Република Македонија, нема да бидете попишани. Огромен дел од албанскиот народ или албанското население се селени од Република Македонија, кој што е огромен дел од Република Македонија, македонското население се селени. И ако овие трендови продолжат во наредните 50 години, доминантно население во Република Македонија нема да имаат ни албанците, ни македонците, ќе бидат ромите. Амди Бајрам тогаш ќе биде председател. Значи само треба да издржи, да биде Хайлендер, да може да живее уште на 50 години, 120 години да живее и може да биде председател на Република Македонија. Значи, да сумираме, според вас, на крајот статистиките говорат дека или албанците се под 20% во Република Македонија и рамковниот договор паѓа, или се за бојкот. Трето нема. Едно од тие две варијанти. Веројатно втора, првата. Во неделата вечер сите собрани вредеа помалку од македонскиот народ кој се сакаше својата Република Македонија. Господин Ефтов, ви благодарам за ова кратко интервју. Ви посакуваме многу успех и на вашата емисија и на телевизија Алфа која ја водите во изминатиот период. Многу ме е задоволство за лидер што давам интервју. Обично давам или во мојата емисија
мои анализи или давам на емисии кои се емитуваат на фреквенцијата на телевизија Алфа, значи го прекршувам правилото како знак на поддршка на тоа што го правите во порталот Лидер. Ви благодариме, имаме инспирација од постарите колеги како вас. Фала многу.